Лозарите се жалат дека и покрај големите сметки кои ги плаќаат за вода, тие немаат доволно за да си ги одржуваат лозијата. Поради таквата состојба, хектарите засадени со лозија се сушат. Минатата година собрале над 150 потписи кои ги поднеле во владата и до Министерството за земјоделство, но се уште не добиле одговор за тоа дали ќе биде решен проблемот со водоснабдувањето. Кај сами гледат дека се сушат лозите тука во комшиите, кај мене се сушат, не може да ги полиеме. Имавме состанок, имаме околу 150 потписи од луѓе за тие се собрани само за 2 недели. Што го имаме проблемот, после доставиме до владата, до Министерство за земјоделие, до Љупчо првото, а второто го доставиме директно до владата. И укажано е проблемот дека треба да се реше со водоснабдувањето, за тоа што целата квишија, лозите и така сме ни отепани, па уште 1900 водарина, а бареме ние од 1900 да се намали на 750 динара. Од тогаш немаме никаков одговор од владата. Директорот на водостопанството Тиквешко поле им ветил дека оваа година нема да плаќаат вода, бидејќи се работи за непостоечки канал кој е направен од 1955 година и е нефункционален. Со тоа фактички немало да плаќаат со образложение дека воопшто нема вода. Ова ветување велат не било исполнето. Подоцна тврдат морале да платат по 750 динари по декар. Таму имам лозе околу 0,6 хектари. Ми дојде околу 5000 динара да платам, а врска нема со вода. Мислам дека на непостоечки канал, на непостоечка вода и на нешто што нема врска, ниту државата помогнала да платиме, е многу незгодна ситуација. Имавме реакција кај директорот на Тиквешко поле, обечеше дека тоа сето ќе се тргне, ние да собереме потписи и да го отфрлат тоа како такво, пошто нема вода. Ние само иницијативно се подпишавме, однесовме до крај него, тој ни се криеше таму по канцелариите, потоа бевме до обвинителството и сега со голем број на потписи е поднесено акт до обвинителството, па ќе видиме што ќе се случи таму. Лозарите од Тиквешијата се собраа и упатија апел до надлежните да им се покачи цената на грозието, како и да им се намали цената на водата, бидејќи во моментов плаќале по 1900 динари, со што сметаат дека таа цена е за висока зона. Исто така апелираат тендерите поврзани со водата на овој регион да се потпишуваат навремено за да се спречи сушата на лозијата. Оваа година се очекуваат над 130 милиони килограми произведено грозје.